Најново издание на регионалните вести. Повеќе од 500 лица деновиве завршиле во селските амбуланти во општина Теарце со болки во стомакот, диареја и со повраќање. Здравствените работници предпоставуваат дека стомачниот вирус е резултат на неисправна вода за пиење од селските водоводи. Анализите за причините се чекаат од Институтот за јавно здравје. Деновиве амбулантите во општина Теарце се полнат со пациенти. Се жалат на болки во стомакот, диареја и повраќање. Се работи за над 500 заразени од стомачен вирус од неколку села од оваа општина. Болки во стомак и повраќање. И после пролив. Многу, пише од пола село е Теарце, па Глоѓи, па Пршовце, сите са. Нема човек што не, некој не иде на доктор, и ја не бев на доктор. Дома со линек, со ова, со она, како... Од амбулантата од Теарце предпоставуваат дека се работи за ротавирус, ако се земат во предвид симптомите на пациентите. Состојбата се стабилизира, а за сега никој не е болнички хоспитализиран. Вакви случаи имало и предходните години, но не со толку голем број на заразени, вели доктор Бети Млимани. Вторник сме имале еден голем флукс на пациенти со иста симптоматологија, со повраќање, со пролив и со болка во стомакот, и при земање на една симптоматска терапија состојбата се нормализирала. Здравствените работници се сомневаат дека причина за стомачниот вирус е водата за пиење. Земени се 5 мостри од селските водоводи. Анализите покажале дека водата е физичко-хемиски исправна, но микробиолошките резултати се очекуваат деновиве. Билјао Реджепи работи на техничко одржување на селскиот водовод во Пршовце. Тврди дека луѓето се заразени од водата, затоа што ниту еден селски водовод од овој регион не е заштитен. Се зема вода директно од река Бистрици од базенот во Теарце кој не е ограден. И во него, како и во реката, има мртви диви животни, смет и слично. Базенот е отворен со сила диви животиња. У базенот или у река во онамо. И ми ја пиеме таа вода. Како ќе не може да биде. Кој базен отворен, од кое село? И село Теарце и село Пршовце од туека од Бистрица земаат вода. Од резерварот. Меѓутоа, значи не се заштитени сака. Не е заштитен опште. Резерварот нивни од Теаречкиот е начисто отворен, само една мрежа има озгоро, да не паѓаат лиштиња. А дивечот, шако река има сојсено и дивеч. Водата е загадена поради тоа дека ние пиеме вода нечиста вода. А не се филтрира кога се зема од река? Не се филтрира, не е ништо. Последниве години податоците од Центарот за јавно здравје Тетово покажуваат дека над 50% од селските водоводи се со неисправна вода за пиење. Топлотниот бран носи голем ризик по здравјето на луѓето. Медицинските служби во Гостивар бележат зголемен број пациенти со здравствени тегоби предизвикани од топлото време. Лекарите препорачуваат граѓаните соодветно да се заштитат од жештините, да пијат доволно течности, да не излегуваат на отворено без потреба во најтоплиот период од денот. Пеколните горештини кои владеат периодов го криваат алармот за здравјето на луѓето. Поради високите температури на целата територија на земјава е прогласена портокалова фаза на ризик, која ќе трае до 14 август. На удар на топлотниот бран особено се ранливите групи како трудници, хронично болни и постари лица. Медицинските служби во Гостивар бележат зголемен број на пациенти со здравствени тегоби предизвикани од топлото време. Проблеми со крвниот притисок, општа слабост, главоболки и вртоглавица. Лекарите предупредуваат дека граѓаните мора да бидат внимателни и да го заштитат организмот од последиците од жештините. Нивните совети главно се врзани со конзумирање многу течности, лесна храна и избегнување престој на отворено подолг период во најтоплиот дел од денот. Мојот совет е дека од период од 11 до 17 часот попладне да не се излезе без потреба, да се избегнува овој период, да носат полесна облека, заштитни средства, например, очилати работи, и да консумираат повеќе течност, обична вода, не избегаваат храна што е потешка, например, било што во овие сандвични работи и почесто и полесна храна.
Во однос на заштита од труење со храна, лекарите советуваат зголемено ниво на хигиена, често миење на рацете, избегнување на намирници кои лесно се расипуваат и темелно миење на овошјето и зеленчукот. Комисијата за следење на ефектите од високите температури донесе препорака, додека трае портокаловата фаза, работодавачите да ги ослободат од работни обврски бремените жени и лицата на возраст над 60 години. Во препораката исто така стои во градинките да не се практикува физичка активност и да не се изнесуваат децата на отворено во периодот од 11 до 17 часот. Во тој период сите правни субјекти кои вршат активности на отворено да ги запрат, со посебен акцент на градежните работници. Од Алијансата за албанците се сомневаат дека надлежните го кријат случајот со пукањето на свадбата во Мала Речица, каде беше повреден синот на пратеникот од ДУИ, Џеват Реџепи и негов близок роднина. Од партијата на денешната пресконференција реагираа и на пропаднатиот проект Државна кардиохирургија. Од Алијансата за албанците велат дека надлежните го кријат случајот, оти на свадбата пукал пратеник од ДУИ, со цел да не се открие истиот. Куршумот на еден од повредените се уште не е изваден од неговото тело. Ние сакаме да зборуваме и за случајот што се случи деновиве во Тетово, каде што двајца млади беа ранети од огнено оружје од висок функционер на ДУИ. Па ние прашуваме зошто не е изваден шумот од телото на младиот пациент, така да ние како Комисија за здравство ќе бараме увид во документацијата во клиниката за тораковаскуларна хирургија, во клиниката за травматологија, во Институтот за судска медицина, како и во Министерството за здравство, за да се обелоденат сите факти што ние не ги знаеме и имаме сомневања. Рече Беким Тетеши од Комисијата за здравство при Алијансата за албанците. Од партијата реагираат и на неостварениот проект на владата СДСМ ДУИ за државна кардиохирургија. Ова ние го поврзуваме и со тоа што претходната влада имаше неуспех при ист ваков проект, и тоа со хронична хемодиализа, каде што за секоја сеанса пациентите и државата се принудени да плакаат некаде 20 до 30 повеќе од поранешниот систем, каде што пациентите на хронична хемодиализа беа третирани во државните болници. Нашите прашања се кој тоа одлучи екипата на колегата Чадиковски да мигрира од државна болница во приватна болница, знаејќи дека во клиниката за детска хирургија беа инвестирани милионски суми за апаратура, како и за едукација на екипата на колегата Чадиковски. Рече Тетеши. Отаму прашуваат кој одлучил доктор Чадиковски да го напушти работното место и да се префрли во приватна болница, ако на државната кардиохирургија претходно беа вложени големи средства и дали оваа кардиохирургија и понатаму ќе продолжи со работа. Пешаците честопати страдаат поради невнимание и непочитување на сообраќајните правила. Во јули и август во несреќи на улиците и патиштата во Полошкото подрачје биле повредени 30 на пешаци. Во услови на зголемен број на возила кои се движат низ улиците и патиштата во Гостивар и Тетово летниот период, пешаците се наоѓаат под ризик. Невниманието и непочитувањето на сообраќајните правила и прописи честопати завршува со несакани последици. Според евиденцијата на СВР Тетово, во текот на јули на поширокото тетовско подрачје биле повредени 17 пешаци, од кои 5 завршиле со тешки, а 12 со лесни телесни повреди. Во август биле повредени 4 пешаци. Најмногу од ваквите несреќи се случиле на тетовските улици. На Гостиварското подрачје пак во сообраќајни несреќи во јули и август со повреди завршиле 7 пешаци, од кои 2 имале повреди од потежок карактер. Во насока на навремено откривање и отстранување на можните причини за сообраќајните несреќи, секторот за внатрешни работи летово значително го зголеми полициското присуство на градските улици во Тетово и Гостивар. Полицијата ги повторува и апелите до возачите и пешаците да ги почитуваат законските правила и прописи,
со цел да се избегнат несреќи. Возачите да не возат брзо и да им даваат предност на пешаците, а тие да не претрчуваат преку улици, туку да ги поминуваат на пешачки премини. Културно-метничкото друштво Свети Сава од Тетово отпатува во Србија, каде учествува на 59-тиот меѓународен фестивал на трубите во Гуча. Членовите на културно-метничкото друштво Свети Сава од Тетово денес пристигнаа во Чачак, Република Србија, каде ќе бидат сместени за време на одржувањето на 59-тиот меѓународен фестивал на трубачи, кој ќе се одржи во Гуча до 11 месецов. Тие на фестивалот со своји настапи по 13-ти пат ќе ја представат нашата земја. Се наоѓаме во Чачак, сместени сме, добро патувавме во пат и денес ќе имамо настип на големата манифестација Гуча, во Гуча 2019 година, која ова манифестација е од светски карактер и по 59 пат се одржува. Што значи Гуча? Тоа е една голема манифестација која се одржува од светски карактер. Нашето културно-уметничко друштво Кут Свети Сава I, кој работи во склоп на Српска заедница во Република Северна Македонија, е редовен учесник на оваа манифестација и морам со гордост да нагласим дека единствени учесници од нашата држава сме ние. Оваа година нашето културно-уметничко друштво Кут Свети Сава I ќе настапи со една игра Водарке, како и нашата естраден уметник, можем да кажем уметничка, младата Богдановска, со една песна. Учествуваме во дефилето, а морам, што е едно од карактеристично, секоја година, една карактеристика, секоја година се бира најубава ношна на овој собор. Минатата година морам да нагласим и тоа дека освоивме првото место, а оваа година чествуваме со две носи од нашата држава и тоа од село Волковија, тоа е гостиварско од Полошки регион. Двете носи се постари од 125 години. Од нас толку, а се надевам дека ќе се јавиме и директно од Гуча после еден час. После и како? Инаку на меѓународниот фестивал на трубачи Гуча 2019, оваа година ќе учествуваат 120 ансамбли од земји од целиот свет. Европската Унија како нешто далечно и странско или Европската Унија како нешто сегашно и домашно. Во ова издание на темата на неделата зборуваме за тоа дали и како може Европа да е тука со нас. По јасната препорака од Европската комисија за почеток на пристапните преговори, се поставува прашањето дали нашата земја ќе почне и повеќе да користи шансата да се развива со пари што ги дава Унијата. Некои од причините за сегашната половична неискористеност на фондовите се гледаат во ненавременото планирање и во лошата подготовка на програмите. Семејниот бизнес со помош на европски фондови за Билјанови се претвори во фабрика. Со помош од 120.000 евра за машини за месна индустрија во оваа фабрика се вработија 30 на луѓе од Струга. Искрено, во овие тешки услови наступа зинисување, особено за местната индустрија во нашата земја, особено за помалите предпријатија. Користењето на овие ИПАРД фондови представуваат услов без кој не се возможни инвестиции, искрено. Многу големи се инвестициите за машини, скапи се машините и со ИПАРД можеме да ги купиме, да речам. Неговата приказна е една од неколкута кои преку ИПАРД програмата успеале да развијат сериозен бизнес. Генералната слика е дека Македонија половично ја користи шансата да се развија со европски пари. Земјите кои се кандидати за членство во Европската Унија имаат пристап до 11 милиарди евра, кои за 6 години треба да ги вложат во раст и развој за да стигнат рамо до рамо со членките од Унијата.
се разбира дека може. Според извештаите на Европската унија, државава многу слабо, односно половично ги користи европските пари кои што и се дадени на располагање за раст и развој. Па така да од периодот од 2007 до 2013 година властите успеале да потрошат и да искористат околу 300 милиони евра од помошта која што ни била понудена од страна на Европската унија, односно нешто повеќе од половина. Од типа фондот кој што е програмиран од 2014 до 2020 година, од предвидените 600 милиони евра, надлежните институции успеале да потрошат 150 милиони евра, а да испрограмираат до 2020 дека ќе бидат потрошени околу 400 милиони евра, со што 200 милиони евра ќе ги вратиме на Европската унија како неискористени и непредвидени пари. Причините за неискористеноста на европските пари граѓанскиот сектор ги гледа во ненавременото програмирање и слабите административни капацитети, како и тоа што обучениот кадар си заминува од администрацијата. Најпроблематична е неискористеноста на парите од европските фондови за животна средина и транспорт и врски. Првиот проблем потекнува во недостатокот на национални програми кои што можат директно да се преточат за користење на ИПА средства. Има проблем со техничките документации, има проблеми со изготвувањето на проекти на самото место, па понатаму и со договорите, така што ненавременото планирање и подготовка се одразуваат и понатаму во спроведувањето. Од друга страна, за една година се отвара нов европски ИПА фонд вреден 11 милиарди евра по нови правила за балкански надпревар. Значи тука имаме ситуација каде што средствата се дадени на располагање, но нема во моментот директни алокации по држави. И тоа значи дека ќе има многу поголема конкурентност ако ние не ги искористиме. Тие средства државите од соседството ќе ги користат. Тоа би значило дека од предпристапната европска помош некои од земјите од Западен Балкан ќе може да искористат и милиарди евра за развој, особено во програмите за транспортни проекти, енергетика и животна средина. Романија со години е членка на Европската унија и веќе се гледаат ефектите од европските фондови за помош. Градчето Лункавица на југоистокот на оваа земја во изминативе години успеа да привлече многу пари од Европската унија за развојни проекти. Од фондовите се добиени над 55 милиони евра или речиси 12.000 евра за секој од неговите 4600 жители. Меѓу другите проекти од парите на Европската унија беа финансирани локалниот водовод и канализација, пречистителната станица, беа изградени патишта и реновирани училиштата. Градоначалникот на Лункавица, Стефан Илие, вели дека тоа многу придонесе за развојот на местото. Este fundamentală pentru dezvoltarea noastră. Dacă mâine nu vom mai fi în Uniunea Europeană, în 5 ani de la părăsirea ei, ne vom reîntoarce în trecut și nu mai putem să mai sperăm decât la faptul că ne punem cravata roșie de pionier și am plecat să mărșurim pe stradă. Марио Арабанеа, 63 годишна локална пензионерка, се сеќава колку тешко се живеело пред влезот на Романија во Унијата. Ne-a schimbat viața, sigur că avem apă potabilă, avem, care noi ne duceam la fântâni, stăteam la rând la apă. Cea mai principală era apa. După aia ne-a făcut canalizare. И покрај тоа што околу 3 милиони и 600 илјади романци, повеќето под 40 годишна возраст, ја напуштиле земјата, откако таа влезе во Европската унија во 2007 година, европските пари помагаат некои од нив да се вратат во Лункавица. 34 годишниот Раду Чанепа, кој се врати од Италија, отвори мала фарма. Тој со 30.000 евра добијани од Европската унија купи земјишти и 5 крави. Продажбата на млекото му носи заработувачка од 1000 евра месечно. Запрашан што би правел без помошта на Унијата, тој вели. Cred că eram și în Italia acum, pentru că am lucrat vreo 6 ani în Italia și cred că acolo era și acum, dacă nu erau aceste fonduri, să poți să încerci ceva. Чанепа се надева дека ќе аплицира за дополнителни 10.000 евра за да го прошири својот бизнис. Валентина Радо исто така работела во Италија. Меѓутоа, кога незиниот сопруг ја загубила работата, не можеле да ги плаќаат сметките и решиле да се вратат дома. Тие исто така користеа средства од Европската унија за да купат мала фарма, која сега има 25 крави.
Но Радо сакала да има и втор бизнис и решила да отвори кројачница. За таа цел купила машини и суровини за 70.000 евра, што ги доби од Европската Унија. Сега најзините традиционални романски блузи и издолништа се многу барани. Радо е многу благодарна и за улогата на Европската Унија во незините успешни предпријатија, велејќи дека Унијата и го смени животот на подобро. Како и да е, покрај придобивките поврзани со Европската Унија, изборите за Европарламентот во Романија минаа со многу мал одзив на гласачите. Сорин Ионита, политички аналитичар од Букуреш, вели: Europa e ceva departe, ceva care merge oricum și fără noi. Со тоа не се согласува Валентина Радо, која пред годинашните избори за Европскиот парламент изјави: Acum, cu siguranță vreau să votez, îmi dau seama că vreau să mențin afacerea și foarte bine cu fonduri europene. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите коментари и мислења во врска со тоа дали и како може да се постигне поголема искористеност на европските фондови за развој. Довидување. Времето денес беше сончево и топло, дуваше слаб до умерен ветер од јужен правец. Температурите се движеа во интервал од 15 до 36 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 9. Утре не очекува сончево и многу топло време, попладне со умерена облачност, ќе дува слаб ветер од јужен правец. Температурите ќе се движат во интервал од 16 до 37 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 9. Со временската прогноза ги завршуваме вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.